за ова утро ја одбрав следната. За човек да биде среќен во животот, потребни му се само 3 нешта. Првото е да има кого да сака, второто да има што да прави и третото да има на што да се надева. Многу просто вака звучи, но најдов некои недостатоци, затоа што искрено мислам дека не е доволно само да сакаш некого, уште поубаво е и да бидеш сакан. Освен тоа, кога веќе правиш нешто, тоа што го правиш да те прави среќен, и трето, она на кое што се надеваш да биде навистина и остварливо. Ова е типичен пример, класичен пример за тоа како да се упропасти една убава мисла. Како и да е, во секој случај ви посакувам среќен ден, ви посакувам и среќно утро и нормално го започнеме со нашата утринска. Стандардно си имаме 2 теми. Првата тема е дали изјавата на Макрон за реформи во Европската Унија всушност ги урна, односно ја урна бајката на владата за брз влез во Европската Унија. А втората тема, дали реформската мерка во здравството, она што се однесува на оној момент дека досега сите знаеме дека терапијата ја препишуваа само специјалисти, а од сега понатаму тоа може да го прават и матичните доктори. Прашањето е дали сметате дека со оваа мерка всушност на пациентите ќе им се олесни и забрза целата процедура да се дојде до терапија, односно до рецепти. Тоа се нашите 2 теми. А што се однесува до гостите, за првиот гостин ќе отидеме линковски во живо во општина Ѓорче Петров, ќе разговараме со градоначалникот за тоа како се подготвува општината оваа година за почетокот на учебната година, како и со што. А гостинот овде во студио е Борче Јовановски од Македонската скијачка федерација. И сега претпоставувам дека сите ќе си помислите што има сега среде лето да зборуваат за скијање. Нема да зборуваме за скијање, туку ќе зборуваме за возење ролерки. Имено викендов во Крушево се одржа летниот ролерски куп Тоше Проевски. А сега да видиме какво време не очекува. Утрово не дочека доста студено време. Да, за промена и се уште е мощне студено. Да видиме што не очекува во текот на денешниот ден. Времето денес сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од југозападен правец. Локално претежно во западните делови ќе има услови за појава на краткотраен слаб дожд. Во Скопје и со сончево со умерена облачност. Што се однесе до температурите, минималните, веќе се спуштени, ќе се движат од 9 до 18 степени, а максималните од 19 до 33 степени. Колку што гледам на сликичкава, единствено така капкички дожд има во Западна Македонија. Инаку за вчера сите знаеме дека беше најавувано така сериозно невреме. Од невремето конкретно за Скопје, резултатите се откорнат е кров од зграда во Тафталиче. Така што, со други зборови, добро поминавме. И уште за еден друг феномен, природен феномен, што не очекува денес, сина супермесечина. Не дека месечината ќе биде на вистина сина, но ќе ни делува поголема од вообичаено, затоа што ќе биде многу поблиску до земјата. И еве точно зенитот на оваа супермесечина, секако дека ќе може со голо око да се забележи оваа промена во Македонија по локално време во 8 часот и 46 минути. Навите си го часовникот, во 8 часот 46 минути оваа појава ќе може најубаво да се види. Освен тоа, денес со голо око ќе биде видлив и Сатурн. Ова што се однесува до супермесечината, да не заборавите, затоа што следниот пат кога ќе имаме можност да се воодушевуваме повторно на ваква сина супермесечина ќе биде дури мај 2026. Ќе ве потсетам уште еднаш секако и за оние кои што го пропуштиле овој момент во 8 часот и 46 минути. А сега она што следува во 6 часот и 30 минути се првите утрински вести на Алфа телевизија.
7 часот и некоја минутка и време е веќе за нашата прва денешна тема, а таа гласи дали изјавата на Макрон за реформи во Европската Унија ги урна бајките на владата за брз влез во истата. Ајде да го погледнеме прво прилогот на оваа тема. Неколку зборови на Емануел Макрон ги избришаа бајките на Ковачевски, Османи и Маречич и им покажаа дека патот кон ЕУ не е едносмерната улица која си ја замислуваат. Убедувањата дека ни фалат само уште бугари во устав за да немаме пречки на европскиот пат се спротивни со она што го тврди можеби највлијателниот човек во Европската Унија, францускиот председател, кој според искажаните зборови не е за проширување на ЕУ. Според познавачите, ваквиот став на Макрон е јасен подолго време, иако македонските власти се обидуваат да не убедат во спротивното. Првиот човек на Societas Civilis, Марко Трошановски, за Алфа вели дека проблемот е во власта, а не во Европската Унија. Не треба да се чудиме од каде ова дојдено, ние години наназад се зборува за оваа тема. Тоа што јавноста сака, не јавноста, владата сака целосно да ја представи европската интеграција како еднонасочен колосек, е друга тема и ги игнорира овие сигнали и импулси за разбира од многу силни земји членки. Последниот период власта не убедува дека уставните измени се она што ни фали да немаме никаква пречка во евроинтеграциите. Поранешниот амбасадор Ивица Боцевски за Алфа вели дека овие зборови на Макрон покажуваат дека време е власта да размисли што зборува. Ќе биде добро за нив самите како личности и за партијата Социјалдемократски сојуз, таму некој малку да мучне со главата и да им каже едноставно дека сето ова што го прават овие малтене 2-3 недели после гласањето на уставните измени, само ги прикажува како луѓе кои што едноставно не знаат што зборуваат, каде одат и што сакаат. Боцевски е на ставот дека власта треба да се разбуди и да свати дека она во што ги убедуваат луѓето не е вистината која ја посакуваат. Потребно е едно отрезнување, едно будење дека пропагандата падна, лагите падна, манипулацијата се разобличи. Ајде да разговараме искрено во Македонија како понатаму и што ќе понудиме пред господинот Макрон, кој што зборува за Европа од повеќе брзини. Трошановски вели дека треба да ни биде јасно дека она што Макрон го соопшти е една од главните теми на дискусија во Унијата. Изјавата на Макрон е една од оние главни носечки дебати во Европската Унија како тоа треба да се случува. Мислам, ние треба да сватиме дека една од темелните членки на Европската Унија, Франција, е позаинтересирана за влез на Европска Унија, во кој што новите членки нема да ги имаат полноправно сите права како останатите земји членки пред се во делот на ставање на вето. Макрон испрати не баш позитивни пораки за земјите кои се надеваат да станат членки на Европската Унија. Според него проширувањето во моментов можеби и не е опција. Вели ЕУ си има проблеми со 27 членки, а ситуацијата нема да биде подобра доколку има 32 или 35. Најави сценарио кој го нарече ЕУ со повеќе брзини, што според познавачите е сценарио каде сите земји членки нема да имаат ист статус и исто право на одлучување. Да, повеќе брзини, ЕУ со повеќе брзини, тоа е новата изјава, нов термин за кој што можеме да погодуваме што ли значи. Ајде веќе да го слушаме првиот гледач што го имаме денес на линија. Добро ви утро, повелете, во програма сте? Да, добро утро. Добро утро. Не знам јас овие тројца наши, ајде Ковачевски, се прави македонец. Ја очекувам од Османи такво нешто со сила оваа држава. Он општо не мисли за нашава држава. Општо сите потези до сега како е Османи, министер за вршни не мисли општо за држава Македонија. Ја не знам. А овој Ковачевски и овие пратеници од СДС како излегуваа на телевизија и што зборат, стварно неверојатно нешто. Дали
дали ги следат светските настани, дали ги следат светските што запнале толку уставни промени. Па видите, во држава не функционира ниједна установа, општо не функционира ништо тие уставни промени. Пионо и Маричич може не е македонец, веројатно и Османи, и разбирливо. Ама Ковачевски и овие пратеници од СДС, не можам да сватам стварно. Нема коментар тука, нема нешватливо нешто. Дали се македонци, дали живеат во Македонија, кај ќе му живеат нините предци, нините деца. Стварно, уставни промени, па народот е 80%, 90% против уставниве промени. Тој е за Европска Унија. Но кажува само на форумот, вика, народот 80% е за Европа. И е за Европска Унија, ама не за бугарите да ги внесат промена на уставот за бугарите. 90% се од македонците. Тука само албанците се за. Македонците се 90% против уставниве промени. Не, тие се за Европска Унија, не на ваков начин не виден нешто. Еве, зашто не го гледаме соседот Србија? Тие не уопшто не се заинтересирани за Европска Унија. Тие седат си, планираат како ако ги замолат и ако со сила ги викнат, тогаш ќе одава Европска Унија. Си седат, си гледаат државата да напредува. Кај нас ништо. Не видено нешто. Немам коментар, толку ви имала. Тварно. Сосема доволно, господин рековте, немате коментар, ама си кажавте сега како што си е. Да, тоа е чудно како кога им одговара го користат народот, кога не им одговара не го слушаат народот. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро. Добро утро. Ова влада не мисле на народот и не е за влез во Европската Унија. Зарем дуи 2001 што направи војна, мисле за народот или овие од СДС што ги уништија фирмите, сите работни места, мислат на народот. Ако мислеле немаа да ги уништат сите фабрики. Се уништија и сега мислеле на народот, дај бугарите да ги внесеме во уставот и чоиме во Европска Унија. Европска Унија нема ни да постои додека Македонија се да реше што и да направи и не и бугари и турци и што и да стави во уставот како државотворен народ, Македонија нема да влезе во Европа. Европа поскоро ќе се расуре него ли Македонија што ќе влезе таму. Ако мислат они за народот, немаа да ги уништат работните места, народот тоа че си беше, че си работеше и ќе останеа беа. Току вие од СДСМ толку големо зло изнаправија тоа на народот. Оти сега пратениците што се од СДС пред избори одат ки народот, дур дома гледат кај некои. Ги молат за да гласат за нив, дека ќе им го решеле проблемот. Зошто сега по куќите не одат? Ево го Панчо Минов, Бетијанките 4 пати се кандидираше. Зошто не се панат за рака и сега во тиквишијата да шетат, да ги прашат луѓето какви проблеми имат, какви маки имат, да им ги решат, ако се толку за народ они. Туку не ги интересира ништо за народот, гледат само да го излажат кога има избори. Ја не знам со кое лице, со кој образ, кога има избори, ќе одат по куќите, ќе го лажат народот за да гласат за нив, кога ни еден проблем нивни не решават. Ајде сега некој идат по куќите и да ги прашуваат луѓето каков проблем имаш, што мака имаш, да му решат маката, да му го решат проблемот, дали за логија, дали за било шо нешто. Туку сега нигде ги нема, те траат, те чутат како глупци во дупка, а ќе дојдат изборите, пред избори, ќе почнат да шетат. Кажи каков проблем имаш, па дури и тетрадка носат и во тетрадката пишат кој каков проблем има. Чим ќе завршат изборите, ќе амана таа увеце у кантата и нема ништо веќе од таа тетрадка. Ни на човек му се јавуват, инче и броеви му пишат, кој што има проблем за тутон, за лозија, за воа, за ноа. Абе за сите се пишат таму. У тетрадката трпе. Завршија ли изборите, си седне таму на фотелија и не го интересира и да му се јавувиш после, не се јавуи на телефонот. А иначе пред избори. Па со кој лице ќе одат бе тие пред избори по куќите наму?
Како не ги срам како чаргари да го лажат народот, само шетат, а ништо не решават никаков проблем, ни еден проблем му нема решено на народот, само го плячкат, милиони евра си изнапанија. Како не ги срам? Вие од СДС. Па треба да се засрамат и таа партија, виќе не треба да постои, таа е фашистичка. Таа е на ѓаволот партија. И затоа вие народ толку го лажат. И нема никош проблемот да се реши во Македонија како некои што се јавуваат, дај српска музика да не слушаме. А еве да не слушаме, еве и јас за тоа, ако мајка ме српинка, да не слушаме српска музика. Че има ли народот работа тука? Туку се некои будалетинки се јавуваат, да не може некој паметен да се јави и да каже некој убаво, за да видиме како може да се оттарачиме од вие сега што на власт, за да ги смениме, да дојдат некои подобри, за да може проблемот на народот да се реши и младите да останат тука. У Германија дали таму германска музика не слушат? Слушат, ама взимат по 3000 евра плата таму. И музиката не е битно кој каква слуша музика. Туку треба да има живот, работа, тоа што се произведе, да може некој да го откупе, да има народ живеачка туа да остане, тука да работи, а не српската музика на некоја будала му сметала, српска музика да не слушаме. Оти македонска треба да слушаме. Ви благодарам на јавувањето, само ќе ве замолам да внимавате со термините. Будали, будалетинки не се јавуваат овде, тие се во некоја друга институција. Инаку во врска со темава еве известување дека денес започнува она фамозна кампања Ние сме Европа, платена од наши пари, иако не знам што потреба, мислам никој не знае што потреба од кампања кога не паметам се во кој одделение, ама сигурна сум дека уште во основно се учи дека Македонија е дел од европскиот континент. Така што не знам зошто да се фрлаат пари на таква информација. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, Љупчо. Изгледа, што направија коалициони партнери што рано посавање почна да се колат меѓу себе. А коалиција сега и нападнатиот и напаѓачот. А сега да те прашам дали зашто на волкот му е дебел вратот? Како беше? Зашто на волкот му е дебел вратот? Сам се рани? Не, сам си ги среди работите, не сега од никој друг. Сега вака, у понеделникот ти ветим дека нема да отворам некои 3 теми за бедна тема за прашање. Денеска не се јавивте во понеделникот. Денеска ќе вака. Сега ве замолувам да го викнете Тодор Чепреганов, историчарот. Добро. Значи да го викнете. И од мене има 3 прашања. Господина Тодор Чепреганов. Добро. Пред година дена во емисијата во Центар ке Васко Ефтов кажа едни работи, а тоа е дека нашиот историчар Ванчо Стојчев покоен испратил некое писмо до тогашната владеачка партија и барал еден празник да не се слави како државен празник. Кој е празникот и зошто? Да го објасни и да го објави писмото. Беше кажано во емисијата кој е празникот или само... Да, се знае празникот кој е, денот на македонската борба. Зошто историчарот Ванчо Стојчев барал и денот на македонската борба да не се слави како државен празник, испратено е писмото до Никола Груевски и компанија. Втората работа. Дали е точно дека Иван Хаджи Николов, кој носи име овдека на сала во Македонија, го кажал зборот дека ние сме македонски бугари? Да го каже тоа, да го повтори, затоа што го кажа во емисијата. Третата работа, да каже кој е македонскиот политичар, што во манастирот во манастирот Свети Јован Бигорски се сликал и ја држи во раката книгата, што као дека кај нас се вика македонски народни песни, да го каже како е оригиналот на песната, на книгата. Бидејќи тврдеше дека ние во 50-тите, 60-тите имало некоја фуснота, што викало, кај што пишува бугари, читај македонци. Да го викнете и да каже дека јавно што зборал во таа емисија, посебно на овие 3 прашања. А книгата од браќата Миладиновци, да ја каже јавно книгата како се вика и зашто тоа го кажал таму. Ева малце да ги загрем страстите на патриотите рано посавање. Што се однесе до бајките. Бајките се за деца, да ти кажам право. Ние сме возрастни луѓе и треба сериозно да почнеме да размислуваме. У понеделникот бев на гостина во Источна Македонија. Политика не се спомна. Знаете зашто се збореше? Колку се платите во Швајцарија, колку се платите во Германија и како бараат работна сила.
и како газдите во Германија молат да донесат дотичните што прави немовет, бараат да помогнат да донесат работници. Платата, знаете, која оние што ја спомнува е боли глава за овие услови одека. Значи, гледајте, ние веќе политиката ја зезнамне, не ја не спомнуваме веќе на славите и на свадбите. Тоа дека по емисије што се збори. Во реалниот свет се збори за пари. Кога ќе го разбереме тоа дека нас политичарите официјално не фарбаат, дека они си ги полнат джебоите со пари, а ние си ја тепаме главата со политиката. И сега, ако не ги решиме час поскоро проблемите, што мислите вие, што ќе се случи? Па нема веќе да потреба Европа нас да не прима. Ние ќе отидеме сами во Европа затоа што погледнете што се случува, ве бараат. Кој мислите дека ќе остане дека да работи за овие ако продолжи ваквата политика топло-ладно и тонење на државата? Кој? Затоа ја на пат кога предлагав и ќе завршам воведување меѓународен борд, сега ми е драго што почнав да ги слушам тие муабети како и други луѓе го кажуваат по школовани од мене. Час поскоро треба Македонија да прогласи стечаен управник да стави, затоа што ние вака нема да стигнеме нигде. Час поскоро, тогаш ја предлагав, што поскоро се стави стечаена управа, за да се решат горките прашања, бидејќи ние нема да сме способни да ги решиме чисто затоа што немаме храброст. А дебело ќе ја платиме таа наша храброст. Толку пријатно. Ви благодарам, Љупчо. Не верувам дека било кој ќе контрира на ова што го кажавте. Добро утро за следниот гледач. Поверите, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Вакви стручњаци ни треба што познаваат све, држава да ја кренат горе. Видете, целиот проблем настана од човекот што го излага народот, што бараше живот за сите. И тие сега се, значи, Заев, Ковачевски, Пендаровски, Османи и Маричичи. Тие сега докрајчуваат државава. Вика, услов било уште уставот. И ја викам дека уште уставот е, после наред доаѓа јажето околу врат. Друго нема. Еве, например, една анкета да направите вие, дали 50% луѓе знаат што значи Сан Стефанска Бугарија. Видете како таа Сан Стефанска Бугарија се гради од двете страни. Овие си направија општини Западна Македонија, сега барат сами додат во Европска унија. А овие од другава страна притискаат документацијата да ја смениме. Како некој маш не стана и да не чекај. Преспанскиот договор беше кажано да се стори она што треба да се стори во Европска унија и во НАТО. Откако ќе влеземе во Европска унија и НАТО да ја смениме документацијата. Ја би побарал сега, одма уште денеска да се објави документи, никој да не ваѓа, да се стопира тоа. Кога ќе влеземе во Европска унија, ќе вадиме документација. Оти да не дојди после за Сан Стефанска Бугарија да вадиме понова документација. Само со документација ќе се занимаваме цел живот. Стравото е ова од овие челнициве што Македонија е разводнија и народот уште им верува. Ја не сваќам, не разбирам. И уште се јавуваат некој бранат нешто, па книгата некој кажал некојаш пред 50 години. Што Макрон пред 50 години не беше роден. Не, жена му била. Како рековте? Жена му била. Жената негова била родена и пред повеќе од 50, да. А мислите на мајка му, така? Не, на жена му. Си носи мајка му со него и човекот си протежира она што му одговара. Јас повтор пат ќе го повторам, не повтор пат, по 1000 пат. Како една држава во Европа и 53 држави во Америка, една да кажеш, бе, чекај, ше правите Македонија со тој устав, сите како еден. Ама овие што ги набрав 5 наши, да не речем, издајници, тие го кажале тоа, вака ќе правите, одака ќе правите, тоа ќе прифатиме, ода ќе прифатиме, и држави се сложиле. Тоа што барате, веди го, ги спорачуваме. И сега народот како народ не може да се пробуди, уште спие. Што се случува со народот, нашата држава наша, што ни прават? Гледайте сега какви тендери излагаа, што мал се чепна. Ами да се расчепка убаво, кузне што се прави со државава.
не е кут на надземје, него подземје отера. Да не може човек глава да крети, да не може човек бизнес, да не може човек да плати работа. На се и се што. Сега удираат на здравството, удираат на судство, на извршители, но има некој ред, има некој закон. Ќе кажам, овде секирата сечи понатака, не сме да писни, не сме да мрдни. Кажало е вака, по него ќе трчаме. Искра, ја не сум како предходниот му дадовте 6 минути, гледам времево ми отиде, јас само ќе те поздравам и ќе ти посакам убав ден. Ви благодарам на јавувањето, но мораме еве едно нешто да признаеме, а тоа дека деновивен или на Блед се одржува самитот и слушавме ни за изјави. Хрватскиот премиер навистина застана во наша одбрана, велики дека не е фер она што ни се прави. Инаку да, за другите што рековте, секако дека од нив немаме пофални зборови. Добро утро, за следниот гледач повелете во програма сте. Добро утро, Иска, поздрав до тебе. Поздрав и до вас. Знаеш, интересна е потребата на овој чуварот од Радишани да бара мани во историјата наша. Да бара, значи, податоци кои одат на контра нас. Да, за Бугарија да се поддржува. Значи, не е толку битно историските факти, него зашто, од каде потребата да бараш работи што ќе идат во прилог на Бугарија. И ќе се јават као него два тројца, сме имале дутка во историјата ние, нека ја прочитаат книгата од Драголјуб Светозаревиќ, 840 страни, базирана на архивски материјали, а не рекла казала, и сите дутки ќе им се пополнат. Нема више да има дутки во историјата. А никако да најде он некој податок, например, дека има изводи од матична книга од Софија издаден 1880, кај што од националност македонец пишува. А Тито 1892 роден после тоа, значи не може Тито да ги направи македонци. Некој во Бугарија ги пишал македонци. Такви податоци, интересна работа не може да најдат. Или ги наоѓаат, а не ги читаат. И се така ќе каже, он прочитал, па еве во Америка првата книга за Александар Македонски, насловот Александар Македонски што е издаден. Која стигнала во Европа, 20 германски историчари ја превеле како Александар Големиот. Така. И сега ние ќе кажуваме овде приказни. Значи, историјата си има архивска подкрепа, си има научна подкрепа, генетска, ако сакаш. Ако сакаш обратно да навиваш, ќе најдеш влак на бојазикот во 100%. А овој Макрон не знам дали знае да црта. Пошто вие изгледа не го разбираат на зборови, да знаеше да црта, да им нацрташе. Да, ама знаете што, малку ова со дипломатски фрази кога се служат, си ги толкуваат луѓето различно, односно ги злоупотребуваат. Да, може би со цртање би било поедноставно. Да, кога ќе видат некој визуелно подобро разбираат, очигледно со зборови не разбираат, и да им нацрташ, може ќе им стане појасно. Дека ќе има 3 брзини, 4, што знам ова ќе испадне некој автоматски мењач, па има и рикверц, така? Така, за некој има и рикверц. Пак има прва, втора, трета лига, нели, Лига на Европа, Лига на шампиони, па Балканска лига, некоја така. Тоа не им е јасно уопште, значи човеков да земе, да му помогне некој да им нацрта и малце да скласне ова еуфоријата, дека ние некојаш ќе влеземе во Европска унија, и држава некоја со 150 милиони жители ќе има исто право на глас како ние со 1,5 милиони. Ние равноправно, пази, седнати тамо на маса, не смеат да кажат, и сме биле равноправни, сме седеле на истата маса. А не смеат сироти да кажат, само климаат со главите, ко ти тя што ме климаш, како ќе им кажат, така, и ние равноправни сме биле. А бе Бог да чува, да че стварно не ми се зборува. Благодарам и поздрав. Ако зборувајте, затоа што така си е. Го спомнав, не знам дали имаме време за уште еден гледач, најверојатно нема да имаме пред вестите. Го споменавме, нели, хрватскиот премиер, неговата изјава што е даден на самитот на Блед, да го споменеме, бидејќи еве да речеме европските политичари зборуваат на дипломатски јазик, за среќа нашиве балкански зборуваат на јазик кој што
што можеме да го разбереме. Изјавата на Еди Рама со Албанија, нели заедно треба да влеземе во пакет. Албанија го нема никаков проблем со уставот, а повторно еве да видиме што има изјавено. Тој рече дека не верувам дека ќе влеземе во ЕУ во 2030 година, за разлика од бајката која што ја слушаме овде во Македонија. Време е веќе за најновите утрински вести. Со вас е Слободанка. И по најновите вести да ги слушаме сега и информациите од АМСМ по вчерашното невреме, дали евентуално има некои проблеми на патиштата. Христијан, добро утро. Добро јутро, Христијан, повелете со најновите информации. Ви благодарам. Во моментов сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено, без забрани по суви коловози. Во раните утрински часови интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема поголеми задржувања како за влез, така и за излез од државата. И покрај тоа што имаме поволни временски услови за патување, како и секогаш ќе препорачаме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената патна и сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци каде веќе подолг временски период се изведуваат работи на патот. А исто така и на оние делници кои минуваат низ клисурите и засиците, каде има можност од појава на помали одрони. Ова особено се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочан Делчо. Накратко утринава, тоа беше се за сега од инфоцентарот на АМСМ. За вакви и слични информации, вашите гледачи може да не добијат на телефонскиот број 1 55 55 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. На сите оние кои патуваат им посакуваме среќен пат, а вам, вработените во телевизија Алфа, ви посакуваме пријатен работен ден. Па многу ви благодариме, Христијан, и ние на вработените во АМСМ им посакуваме убав и среќен работен ден. А ние сега се продолжуваме со нашата среќна тема, а тоа е дали изјавата на Макрон ги урна бајките на владата за брза интеграција во Европската Унија. Добро утро му посакувам на следниот гледач. Добро утро. Ало. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете. Дали е тоа Алфа? Тоа е Алфа, да. Добро. Добро утро. Почитувана Искра. Добро утро. Добро ви утро. Искра во врска со темата. И сакал јас да кажам нешто. Ние навистина не сме спремни да ги отпочнеме разговорите со Европската Унија. Пред Србија ние се разбериме. Пред Србија ние не можеме да влеземе во, зашто таков е редот на работите во Европа. А тоа што некои сметат дека ќе се растури Европа, може би ќе се растури, но ние кај ќе видиме, дали ќе цветаат ружи кај нас. Тоа е прашањето. Понатака, некои прашува зашто цела Европа и скоро цел свет се спротивставиле на нас во поглед на францускиот предлог. Па веројатно и тие имаат академии на науки, тие милиарда луѓе и тие академии на науки веројатно им сугерираат на своите таму представници каква била ситуацијата со историјата на Македонија. Ако некој рече дека Александар Македонски навистина македонски е тој, но да речеме јас не сум од таа сорта, мојот тој не е од таа сорта. Македонци биле властите, да не се лажиме многу. И секаде каде што пишувало македонеци и заснувале властиве за македонци. Македонските славјани, да му јасно на сите дојде и на професорот Светозаревич, со тврдо Ч, не можам ни да го изговорам тоа на крајот, да знае и тој дека македонците од целиот регион Македонија се бореле на страната на българите против османлиите. Нека го каже тоа господинот Светозаревич. И ние сега што правиме? Се радуваме на тоа
што Македонија си од регион, и Егејска Македонија, и Пиринска, и денешна Вардарска Македонија ќе беше едно, може би и како федерална единка во таа голема славянска држава, ние се радуваме тоа што сме останали во турското, османското робство, леле мори мајко, а македонските дедовци се бореле на страна на българите. Што туку се прават колку недоветни? Прво, сите што беа во Титова Македонија, на антибългарска основа се збогатија. Тие богатството своето реноме го чита. Българија не бара ништо друго од нас. Ние сме македонци, но бара да и признаеме некои работи. Првиот член на ВМРО Иван Хаджи Николов, таму во продавницата било на организацијата. Во ова организација може да се члени само човек кој што е българин по потекло. Нека не лажат никој, нека не го лажат тој настрадан славјански народ во Македонија. Еден ден овој славјански народ во Македонија ќе бара одчет на тие антиисториски, антибългарски елементи, про-југокомунистички, кои што се продолжувачи само на удбашката доктрина. За жалење овој славјански народ, што ќе правиме ние со 1/4 сега? Изгубивме Егејска, изгубивме Вардарска во југокомунизмот, Пиринска остана во Българија. Значи некој се радува со едно парче од 15% македонци, само да не било тоа во Сан-Стефанска Българија. Тешко сите нас. Пријатно. Ако велите дека е пријатно, добро, ќе видиме што ќе кажат другите гледачи. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро, Здравко. Леле. Ама овој колку ме изнервира овај човек. И мене, затоа не кажав ни пријатно. Не можам да го разбирам дали е македонец или бугарин. Како и Лупчо што не можам да го разбирам дали е македонец и бугарин. Како и крушевчанецот, што тек искажува и патриотски мисли, а вели кога ќе влеземе во Европската Унија, па тогаш и да си го прифатиме името Северна Македонија. Абе, луѓе, ма каква Северна Македонија, ма какви сите овие договори? Абе, што сигате мајте со самите себе, ние сигаме мајта. Каква е ова наша недоклаченост и никаквост? Ние сме пред се македонци, точка. И сите договори до сегашни, ако знаеме да се сплотиме, ако мало патриотско во нас имаме, можеме да ги уништиме. Ние треба да се вратиме на основскиот устав. Тој е коренот на македонщината и тој устав е арен и за сите, и за малцинствата кои постоеле и постојат во Македонија. Многу сум нервозен да ви кажам. Немојте. Може би тенденциозна е провокацијата. Па ова е веќе за еден пријател, ние си правевме, и сакам да ве гледам вас. Не давајте ми други слики, ве мола. Добро. Со еден пријател си правевме муабет и така си правиме муабет и тој вика треба камшик за нас. Али камшикот да биде со врзалки и камшикот натопен во вода. За да боли. Да боли. И не знам и тоа ние дали ќе се освестиме. Абе шо сме овоко, те сакаме Срби да видиме, те сакаме бугари да видиме, те грци. Вчера во еден муабет со наши македонци со муслиманска вероисповест, седнат кај што седев на клупата со поглед према езерото, пред ривиера, ги прашувам зашто зборува еден убав македонски јазик. Шо сте вие, ги прашувам? Муслимани. И мене ме запали. Зошто викаш муслимани, а зашто не ми кажуваш дека сте македонци? Да, вие не ги прашавте за вера? На кој 21 век, на кој ниско дереже сме ние македонците? Проблемот е луѓе. И во Европската Унија, Америка. Ама проблемот е во нас македонците.
што не умееме да се сплотиме, што нашиот ментален склоп постои јас, а и заеднички интереси немаме. Тој патриотизам, таа убајна на постоење го немаме. И затоа ние не може да и денес, ето тоа и народ што певне, социјализмот и тоа го губиме. И држава губиме од тој непатриотизам. Од што викаме со таа чоравост, гледање само до личното. Тој примитивизам, не култура на постоење, само до личните интереси, за заеднички интереси, поима немаме. Јас нешто напишав, а од напишаното денеска ништо не прочитав, ова и го кажав, што ми изнервира 23 гледачи. Благодарам. Јас ви благодарам, Здравко, доволно ефектно беше и ненапишаново. Добро утро за следниот гледач, повелите о програма сте. Ало, добро утро, Искра. Добро утро, Слободанка. Како си ти, Искра? Добро. Добро си. Така се шетам со гледачиве, лево-десно ме шетаат малку по темава, ама добро, да. Да, така навака. Што ќе правиш тоа ти е? Да ти кажам најискрено, тешко е, затоа што ние од оваа страна може да го намалиме гласот, па да не слушаме кој што зборува. Може да си завртите на друг канал, така? Па да, ќе си свртиме, не мора и не да гледаме телевизија најпосле, ама ти мораш сите да не слушаш, така да ми се бенди со Здравко како зборуваше, значи тоа беше како финиш нешто убаво како да кажам. Како од пушка. Така, точно се беше како добро, како ја што размислувам, нели, не знам да го кажам, ама човекот си е стварно да му е. Значи, не знам зашто така луѓето да живуваат поинаку, зашто не размислуваме така, што ни се случува уствари, дали си ја сакаме Македонија или не си ја сакаме, тоа е големо прашање. Која ќе рече Тален, Македонија е наша Македонија, ма што дека е наша Македонија како територија. Територијата, нели гледаме земјата, Македонија, ма дали се сакаме, ние дали уште сакаме нешто македонско или така нешто без везе, не знам. Така да, сакам да кажам за втората тема. Значи, можеме ли? Секако, да. Да ги потсетиме само гледачите за втората тема, тоа се мерките, реформските мерки во здравството, со кои што нема да мора специјалист да препишува терапија, туку ќе може матичниот, така? Така. И прашањето дали тоа ќе ви олесни? Како го... Искра, значи, они толку време чека, ја не знам зашто чека, па ова да го направат, затоа што тоа беше толку долга процедура, значи, вич не ми се допаѓаше на никого, па и матичните реагира, па и таа што е удружение на матични, на председателката, таа нон-стоп апелираше дека треба нешто да се направи, значи, затоа што нема термин, па со терминиве многу јазизна работава, значи треба да чекаш термин, да одиш на интернет, па интернет да ти препише, па после тоа ти да ти даде упат за да замисли, молим те за некои хормони за тироидна, ти мораш да одиш на интернет, па интернет да ти напише, да одиш на тие лабораториски наоди, па после се враќаш ти кај интернетот, па одиш кај... Тоа е, знаеш како, безвезно. И Слободанка и на крај повторно доаѓаш до матичниот, кој што секако мора да ти го напише рецептот. Така што целиот овој круг што го споменавте сега, ќе се елиминира. Бадиела, Искра. Зборуваме за хронично болните, така? Така, ама да беше тоа толку едноставно не е, затоа што па нема термини кај интернисти, тоа е уште пострашно. Значи, тоа сега што го воведоа, сега требаше и порано, ма добро, се ќе биде многу полесно вака, значи, за болните луѓе... Што значи конечно една добра вест? Конечно, да, конечно една добра вест, така да, ете, нешто тргна малку, ама па се друго па не ни е во ред, така да не знам што да кажам, ништо не ми се случува убаво, Искра. Едноставно сакам да те поздравам од Сабајле која се јави ти и која почна да ни раскажуваш кои се ти работи што те прават среќна, или како рече. Кои што на еден човек му се потребни. му се потребни работата, ама ние што сме пензионери па што не работиме. Не мора таква работа, нешто да си работите, може да си чепкате по двор, во градина, да си одгледувате цвеќенца, хоби, да се шетате. Еве Слободанка, вие работите нешто, шетате, така? Работите на своето здравје.
на Рузвелтова едно дворче што имаме само на самата улица една убавина, што да ти кажувам. Така да, што викај за тука. Ама барем се место каде што има каде додите, може да појдете во зоолошката, наскоро конечно таму ботаничка градина ќе се отвори. Бидејќи не умеа да ги чуваат животните, да се надеваме дека со растенијата ќе им е подобро. Ама колку пари е влезо за зоолошка, па имаме ли пари да дадеме за зоолошка? Не знам за пензионери како е. Леле, немаме ни пензија, Искра, уште не почнале да ни дава пензија. Не знам дали има попуст за пензионери за влезница. Не, ма како не за пензионери? И не гаде на пензионерите. Не сме дечиња ние. Дечињата може да скокнат преку ограда, вие не можете ни да скокнете преку ограда, не е фер тоа. Може би има некоја дупка негде. Само пазете во некој кафез да не влезете. Погрешка. Уште тоа не треба. Ја еднаш си барав некој кафез таму, ама некако не ми се допаѓа. Или мазната го смесам, не знаеш. Па да, сега, мислам, и ова е црн хумор, ама мислам нека кафезот од коњите е слободен сега. Ја за мене ти кажувам, за мене не, за другите гледачи. Јас си барам за мене кафез, а другите не. Ајде, поздрав, Искра. Ви благодарам, да, Слободанка, на јавувањето и на убавиот муабет. Одиме со следниот гледач, да се вратиме на неубавата тема. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро, Македонија весела. Добро утро. Баш ме развеселивте зашто имаше рекретка инциденција. Леле, пак телефонот, пак нешто врската не чини. Ајде нешто поместите на... Теја да фатам позиција. Ајде, се фатете за убаво, вака сецка, цк, 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 цк. Па мора ја да затворам, инаку комшије како. Излегов на тераса, комшијата до мене хрчи. Комшијата од каршија сијалитата ја угасна, што ми свети цела ноќ. Леле, и од мојот комшија ми пречи цела ноќ, особено пред утринска, кога треба да заспиам, цела ноќ му гори. Епа, нагласив го поменив момчето дека ми смета сијалитата, меѓутоа нема ти изгледа 100 денари за темно перде, да стават темна завеса, па да не ми доаѓа мене светлото. Сакам, ова не е шала. Да, 100 денари добро е, ама не ке се да се 100 денари пердињата, завесите. Па да му дадам од мојава завеса, да ја поделиме пола мене, пола нему. Судбина, мораме да сме фини со комшиите. Од трета ќе упали, ако не од прва. Не знам, синека опоменав еден комшија со нафталин, нешто во хотникот работи, а стварно во новиве згради немаме прозори, значи Ѓорѓија Сардисан, никако и бричиња за постанови. Тешко ќе бе. Кој има нека и... Не мрдајте, повторно сецка, не мрдајте. Добро. Не. Супер, добро, продолжите. Значи, што докториве матични, не знам дали е тоа добро. Еве, ја денес треба да го земам резултатот, чекав 2 месеца за интервју. Нема да се следи болеста ако се остане на општите доктори. Тоа е, мислам, еден минус. А дали ќе се олеснување да специјалистите, дали ќе има термини, некако народот стана многу мрзлив. Дали се доктори, дали се шофери, дали се административци, луѓето идат на работа само за платата да ја земат. Многу чудни навики создадовме со корона. Многу чудни навики. По негативен смисол. Значи, се што треба да биде сервис на граѓанинот, подбачува. И сега да кажам за ова мојава голитава тема што е ЕУ. Веле уште одамна и психолозите и медицинските лица дека допрва ќе ги чувствуваме последиците, не само од конкретната болест, туку од начинот на живот што го имавме за време на короната, да. И децата не им се учи. И посебно од пелцувањето што беше, што моја специјалистка ми кажа дека има енормни зголемување на рак кај млада популација од 15 години надоре, што е многу загрижувачки
И посебно кажа Pfizer, ја тука се пати по стапите дека ја се вакцинирав со Pfizer. Ама доброто што немате 15-16 години, значи. Фала. Да се утешиме некако, нели? Значи до стотка ќе го победиме Pfizer. Ке измислат нова вакцина против последиците од вакцините. Фала на информацијата, фала. Не информација, дезинформација. Предпоставка. Ке има ли вакцина против ЕУ? Ја тука би сакала таа вакцина да ја добие македонскиот народ, затоа што да не бидеме излажани ние, затоа што сме лековерни и не се потрудуваме да си држиме до себе. Не дека немаме став, не дека немаме своји мисли и дека не сме засегнати. ЕУ е тука во границите на Македонија. Ако се создадат економски, социјални, финансиски подобности за народот, ќе си остане народот тука. Но оваа власт, која што троши немилосрдно од буџетот и со се покажува дека не е економска настроена кон Европска Унија, значи во Европа ја најдоа најсиромашната држава сега да им организира седница или што, како им се вика ова сега што ќе биде со опце. Зашто од нашиот грб да биде тоа? Зашто од нашиот буџет? Па Бујар нека им земе од нивните пари, оно таму зима плат. Нека им земе од нивните пари. Што мора македонскиот народ да плати за опсе да се организира овде некоја седница состанок што и да им е, кога тие се први против нас? Тие нема нас да не примат. Не сака да не примат 92-та, 5-та, сега па ич. Сега сме на дръжка. Сега... Ви благодарам многу на јавувањето. Имаме време за уште еден гледач на оваа тема, а потоа, како што ви реков, ќе поидеме во општина Ѓорче Петров. Добро утро, повелите во програма сте? Да, добро утро, Искре, јас сум. Да, вие сте, како сте? И јас, слава Богу, добро сум и не мислам да се јавам, ама да ти кажам, оној стариот ме интересира колку години е. Дали му личе тоа што го збореше, од него сада нервоза и мора да се јава. И вие како Здравко се изнервирате. Не знам колку години има, но во секој случај е полнолетен, што значи одговорен за своите постапки и зборови. Или е пријател, или е некој на овие што не уништува татко, или е платен. Тој човек мора да има нешто што го тера така да збори. Па не Ќорав, не го слуша секој ден кој што збори. Дали е ова правилно што се работи во Македонија? Срамота, бе, сите други убаво кажа, алав нека ние. Се сложувам со сите. Али тој ме натера, јас правам сладко од смокви. И ги оставив, само ради него се јавив. И више немој да се појавува на телевизија. Него сакаме да го слушаме, ни ги дига живците. Срамота, стар човек, не му личи. Добро, ајде да го ставиме него, друго што за да греота кажат. сладко, за да ви кажам право. Јас се ме мога и темата баш да ја разберам што беше. Искре, слабо те слушам некако. Реков за греота сладкото. Да, ќе го доправам, нема време, има време. Тоа е поважно, да. Денот не чека нас, ќе го доправам. Нема проблем за тоа, ама важно последна ведови. Темата беше објаснена, ја натака навака не ја разбрам баш во. Сакате политичката првата тема или втората? Да, првата. Имаше неодамна изјава Макрон, францускиот председател, дека се потребни, неопходни некои реформи во Европската Унија. И таа изјава во секој случај се коси со бајките што ни ги продава, пуфките што ни ги продава владата, дека брзо ќе влеземе во Европска Унија. Ете, накусо тоа. 30, нели? До 30 они може и нема да постоje веќе Европска Унија. Само жалосно е што не уништува. Ако требаше да влеземе во Европска Унија,
И иначе кога смени ве требаше да не става там, а не да не остават и бугарите да не гняват сега. Па ние не сме предмет, бре, Македонија. Еден дојде гнявине, друг дојде гнявине. Па што ни направивме толку лошо? Што и земја ни дававме и све ни зема. Зашто Европската унија не се освести да каже Грција, вратете ја земјата на Македонија, па тогаш да бидете членка. Истото да го каже и на Бугарија. И тие работат со два аршина. Сите сакаме Божевика дека било убаво, ама и там нема мед да течи. Па никој не те рани, бре, ако не работиш. Може еднаш кога ти даде, другиот пат треба да сработиш. Треба да се запнеме економијата, да ни тргне напред. Да ни тргне школство, све, да се збогатиме. Македонија ќе биде Париз, оне и сега е. Ама многу кратци имаме. Ако се одземе све на тоа тие што краделе, ќе цветаме. Искра, не да не биде салба, јас имам член у суд што ми работи. За жал немаме веќе време за да се доискажете, но во секој случај фасцинантно како иако не ја знаевте темата, веднаш се вклучивте и имавте што да кажете. Пред да ја вклучиме Бела, која што веќе е на својата работна позиција во општина Ѓорче Петров, да го погледнеме, ќе замолам режијата уште еднаш апелот за помош за младиот Леонид. Еве може да ги погледнете броевите каде што може да донирате. Само уште еднаш да потсетам, иако сметам дека јавноста е веќе многу добро запознаена со овој случај, дека Леон неодамна имаше доживеа несреќа во Грција и за неговото лекување се потребни 200.000 евра, кои што, за жал, неговото најблиско семејство ги нема и токму затоа е потребна и наша помош. Ете, да. Секојдневно ги објавуваме овие бројви, оној кој што може, оној кој што сака, секако дека може да донира и да помогне. Јас сега да и посакам прво добро утро на Бела, на која што овај е прв работен ден по одморот. И сигурно, вчера била на збор по збор, добро, прв работен ден во утринската, прв ден да стане вака рано наутро, сакав да кажам, и најверојатно не е многу лесно, така? Одлично ми е, кога треба да зборувам за учениците, кога треба да зборувам во една од моите омилени населби, населбата каде што сум родена, одлично ми е чувството, морам да ти кажам, искра, така што пријатно се чувствувам во убаво обкружување на прекрасни луѓе и убаво е да се биде повторно во училишниот двор. Посебно ги сакам овој дел од годината околу септември, кога се потсетуваме на новата учебна година. Ситно броиме до стартот на новата учебна година, а како се подготвува општина Ѓорче Петров, ќе зборуваме во продолжение токму од дворот на основното училиште Мирче Аце со првиот човек на општината, Александар Стојковски, градоначалник. Навистина ми е задоволство што ви имаме во добро утро секој утро. Добро утро и за вам и за вашите гледачи. Јас сум задоволен што еве денеска сте токму овдека во Ѓорче Петров и голем поздрав до гледачите на емисијата Добро утро секој утро на ТВ Алфа. Трендот за подарување на ранчиња на правачињата продолжува од минатата година и оваа година се одлучивте да им доделите повторно на правачињата ранчиња, да помогнете на некој начин во ова време невреме на овие семејства. Како, на кој начин вашата општина се подготвува за новата учебна година? Така, еве, кога ги спомнавте ранчињата за првачињата, лани започнавме со една нова активност во пресред на учебната година, така да продолжуваме и оваа година. Успеавме годинава да обезбедиме ранчиња за секое првече, со тоа што дополнително од лани и оваа година ќе имаме обезбедено и соодветен прибор наставен за првооделенчињата, со што навистина ќе помогнеме на родителите на некој начин во буџетските трошоци на почетокот на септември. Знаеме дека овој месец може би најтежок, доаѓа есента, се стремаат зимници, деца тргнуваат во училиште, така да ова е еден од начините на кои што сакаме да помогнеме на родителите и на семејствата генерално во Ѓорче Петров. Оваа година помалку првачиња од минатата година, тоа го забележав. Така, имаме не драстично помалку, се извинувам, како што беше на почетокот негде на уписната година, но меѓутоа сепак имаме помоце
дечиња, некој 15 од лани запишано. Во моментов се надевам дека со текот и на периодот кој што доаѓа, имаме многу често дечиња кои што се запишуваат и малце подоцна, септември, октомври, имаме деца кои што се моментално со нивните родители на време на работа надвор. Меѓутоа тука сме околу бројката од 420 прводеленчиња, меѓутоа таа секогаш варира, имаме и за среќа кај нас помало намалување во споредба со тоа што го гледам во некои други општини на прводеленци. Кога ќе им бидат доделени ранчињата, ќе им ги доделувате на првиот училишен ден или како е замислата? Па така е, веќе и се организираме во тој дел, општинската администрација, членовите на Советот на општината Ѓорче Петров, јас како градоначалник. На први ќе ги поделиме ранците, целосно спремни со приборот кој што им е потребен, со цел да ги изненадиме дечињата, ќе имаме организирано приредби во сите училишта и верувам дека ќе биде еден ден кој што ќе го паметат понатаму во текот на целиот живот. Како минатата година реагира на овој подарок? Можете ли да се присетите? Какви беа можеби реакциите и од родителите на овој гест? Па секако позитивни, бидејќи такво нешто се направи за прв пат и треба во да размислуваме секако таа понуда и таа помош за прводеленците и генерално за учениците да ја зголемуваме. Како вашата општина размислува во однос на социјално ранливите категории на граѓани, семејствата кои што живеат на оваа општина не се во можност? Дали можеби имате некакви идеи и планови да им помогнете на овие семејства кои што имаат ученици? Тоа го правиме секоја година и во текот на учебната година организираме многу често активности. Нас не се таргетирани, односно мапирани се лицата, односно децата кои што потекнуваат од семејства од социјален ризик и на овие дечиња секако дека дополнително ќе им обезбедиме средства во делот и на облека и на хигиенски средства, па и прибор во текот на целата учебна година. Имате ли можеби некаква агенда и планови во случај на поголем буџет поинаку, да направите некакви промени поинакви во односите можеби на униформи и нешто слично да воведете за подобро образование и образование кое што повеќе потсетува на светските стандарди? Така и во тој дел размислуваме секако со одветно на финансиските средства. Најголем импулс треба да се даде во делот на нагледните средства, да речем, по училиштата, условите кои што ги имаат учениците во самите училишта, секако и овој тип на активности, овој типот на помош, дали финансиска, дали материјална, директно на учениците и нивните семејства, но мислам дека треба наредниот буџет да планираме многу повеќе средства во делот на нагледните материјали кои што ги има по училиштата, електронските направи кои што учениците сега ги користат, им се потребни во процесот на образование, инфраструктурни инвестиции во рамки на училиштата, тие се начините на кои што ние овозможиме како општина подобри услови за образование на нашите деца. Изминатиот период, летото беше наработно за вас како општина. Имавме прилика да видиме дека имате обновено и интервенирано во многу, во сите училишта на општината на Ѓорче Петров. Какви промени ќе дочекаат учениците оваа година во училиштата? Па, добро, еве, ја би кажал најголемата, за среќа веќе успеавме да ги надминеме сите предизвици во подрачното основно училиште Димитар Поп Ѓоргиевски, Димитар Поп Ѓоргиев Беровски во Хром, каде што конечно еве го ставаме новиот дел училиштето во функција, успеавме сите тие несоодветни простори кои што беа со мал капацитет да ги прошириме, да ги доведеме во нормална функционална состава, така да тоа подрачно основно училиште ќе стартува со целосен капацитет на 1 септември, што е за мене лично голема радост. Знам дека имаше големи реакции од страна на родителите, за што еве им се заблагодарувам дека до сега успеавме некако заедно да искендламе ситуацијата и конечно ќе биде ставено тоа училиште во функција. Вториот голем објект кој што се реконструира, се надградува, основното училиште Тихомир Милошевски во Ново село и таму се во нека завршна фаза работите. Верувам дека во брзо време и би сакал да е така, сите работи ќе се завршат и учениците и таму да можат да почнат да речам во полабав распоред и да со во поголем комунитет да дојдат на настава. Во ова основно училиште Мир Чацев имавме реконструкција на кошаркашкото игралиште со целосно нова подлога. Во другите училишта имавме реконструкција и работа на санитарни јазли, кречење, сето она што е, да речам, карактеристично за летниот период кога се однесува за работата во училиштата и верувам дека тоа ќе допринесе за
подобри услови за функционирање на учениците. И за подобри и нови генерации кои што ќе учат во погубава средина. Градоначалник, за крај уште една порака до сите ученици пред стартот на новата учебна година. Да се силно фокусирани на тоа што го учат во училиште, да учат за да научат, да не учат само за да добијат петки, да добијат оцени, за да бидат успешни луѓе понатаму, да бидат луѓе кои што ќе имаат знаење, кои што ќе бидат независни, способни да се носат со сите предизвици. Ви благодарам многу за одвоеното време. Искра ќе ми дозволиш уште на кратко на време би сакала да ги запознам гледачите и со директорката на ова училиште Гордана Насковска, која што одвои време ова утро да биде заедно со нас во Добро утро секој утро. Директорке, благодарам што сте со нас. Благодарам и на вас за приликата да кажеме еве како на кој начин училиштето, како и всушност сите училишта на територија на Македонија се подготвуваат за новата учебна година. На кој начин вашето училиште се подготвува? Ние традиционално, како и секоја година, се подготвуваме за новата учебна година уште со крајот на претходната, со тоа што училиштето генерално се чисти, се прават одредени поправки таму каде што има потреба и пред почетокот некаде во август наставниците си ги подготвуваат наставните програми со кои што ќе ја стартуваат новата учебна година. Естетски ги уредуваме училниците за да можете да обезбедиме едни попријатни услови за престој на учениците и тековно се разбира со низа активности кои што се поврзани со воспитно-образовниот процес. Како е испланиран пречекот на првачињата? Колку првачиња очекувате оваа година? Така, училиштето оваа година запиша 88 првачиња, распоредени во 3 паралелки, во класична и во целодневна настава и се разбира за 1 септември приредуваме една свеченост, свечен прием за првачињата со кој што ќе им го означиме стартот на нивното образование и еден ден кој што ќе го паметат нели долго во нивната меморија со пригодни подароци кои што ги обезбеди училиштето. Оваа година обезбедивме маички и едно сладко задоволство за сите ученици и се разбира со помош на општина Ѓорче Петров, ранци и училишен прибор. Со оглед на тоа што ова училиште исто така ја опфати програмата на општината за реконструкција, добивте ново прекрасно игралиште за кошарка, ќе искористам приликата да ве прашам колку учениците се заинтересирани за спортот и за кошарката од основното училиште Мирчаца. Така. Заинтересирани се, го користат не само во текот на учебната година, туку и во текот на летниот период, во текот на викендот. Во училиштето функционираат и спортскиот училишен клуб, исто со поддршка на градоначалникот на општина Ѓорче Петров, и учениците редовно го користат и за школските, но и за воншколските активности, се разбира и за рекреација после училиштето. И тоа е една убава придобивка со која што сакаме нели да градиме психофизички здрави генерации или здрава иднина. Уште за крај, една порака и од вас до сите ученици. Така, за крај да им посакаме среќно на сите првачиња, среќно на сите ученици кои што ќе стартуваат во новата учебна година, да им посакаме многу радости, да посакаме ведри лица на сите ученици, многу насмевки, многу трајни знаења и многу другарство. Ви благодарам за одвоеното време, посакувам успешна учебна година и за вас како директорка. Искра, верувам дека бевме интересни за гледачите, верувам дека веќе внесовме дел и енергија од новата учебна година која што ни е во исчекување. И за самиот крај, јас ќе им посакам на сите ученици успешна учебна година, да редат многу петки, да бидат послушни и да бидеме горди на нашите нови генерации. Да, беше тоа била со неизините гости. Ние сега се враќаме во студиото со нашиот гостин. Тоа е Борче Јовановски. Ќе го представам како скијач, поранешен скијач, тренер и како тренер и олимпиец. Така му доаѓа тоа некако Борче, нели? Да, на последната олимпијада бев учесник како тренер на најдобрите наши надпреварувачи. Сега предпоставувам дека кој ќе се каже скијач и гледачите се велат, се надеваме дека нема средер лето да зборуваат за скијање. Не, ќе зборуваме за еден друг настан кој што се одржа овој викенд во Крушево, а тоа е летниот ФИС ролерски куп
Тоше Проевски, така? Ролерски куп, разбираме. Оно што ни е нејасно од моментов, да разјасниме што е тоа ФИС. ФИС е интернационална федерација за која ги сплотува и се членови федерациите од целиот свет. Вклучувајќи и нашата. Така, ние како скијачка федерација сме веќе од 92 година официјални членки во ФИС интернационалната федерација. Тоа се заедно олимписките спортови скијање, нордиско скијање и сноуборд. Добро, но еве вие ја имате и оваа дисциплина. Што значи, претпоставувам дека и таа е дел од Светската федерација? Да, исто. Ролерските се значи во склоп со нордиското скијање или крос-кантри скијањето. Во летниот период, значи за популација на овај спорт, бидејќи ние не сме Италија, не сме Австрија и немаме толку добри услови, се со цел за да го развијат тој спорт, оние земји кои што имаат повеќе дена сончеви периоди, да можат да се уклучат и за да има поголема популаризација на овај спорт. Во летниот период дозволи, значи интернационалната федерација, да има учество на овие ролерски надпревари и тие да се бодуваат исто како ските во зима. Што значи тоа? Тоа значи дека еден надпреварувач може да учествува на олимпијада, на светски првенства со освоени бодови на ролер ски. Значи нема ограничување меѓу ските и ролер ските. Исто се бодува на иста формула. Ниво ранг на некој начин. Сега ролерките се многу понов изум отколку самите ски. Од кога постои возењето ролерки како дисциплина? Возењето ролерки, значи, од почетокот во летниот период сите надпреварувачи во светот го користат за да има континуитет ролерските додека нема снег. Сепак да има континуитет во програма, да има континуитет во форма на спортистите. Официјално интернационалната ФИС Унија пред околу 6 години ги признава и ги воведува ролерските на исто ниво со ските. А претходно тоа сето одеше само за тренинг, а не се бодуваја и не беа во систем на надпревари и бодување на крајот на сезоната во официјалните резултати на спортистите. Кои се спецификите на оваа дисциплина? Колку е сродна иста со самото скијање или сепак има нешто по кое што си се разликува? Не само дали е топло или студено надвор? Можам да кажам дека околу 80% е исто. Ние кога ги повикуваме, кога ги учиме нашите млади надпреварувачи, претежно гледаме да знаат да возат ролери. Доколку знаат да возат ролери, многу лесно и многу брзо ќе можат да ги научат и ролерските, а од ролерските на ски е многу, значи, сродно и многу блиску, за да можат и техниката да ја научат и движењето. Ние сме сведоци дека има огромен број на млади што возат ролерки, но колку имаме таленти, односно колку од нив го имаат она што е неопходното за да станат и професионалци во тој спорт? За жал, моментално работиме на популаризација на овој спорт. Малку младите се скептици затоа што овој спорт си бара многу тежок. Си бара континуирано работа, тренинг, отсуство од школа и обавеза спортска која што мора да секојдневно да ја обавуваат. Кои се тие обврски? Колку часа дневно? Што значи тоа? Значи 5 до 8 часа, 2 до 3 тренинзи секојдневно. Професионален спортист
треба да тренира. Тие 5 до 8 часа цело време се на ролерки? Не, комбинирано. Значи имаме тренинзите се состојат од ролерски, планинарење, велосипедизам, значи возиме велосипед, во зависност искачување на планини, се зависност од програмата која што на пример јас ја пишувам за најдобрите, кои што ми се во екипа, во селекција. Но во летниот период секако гледаме да бидиме повеќе на планина, повеќе на ролки, исто така тренираме многу во фитнес и го користиме максимално, значи тие 5 до 8 часа да бидиме активни со тренинг. И Борчеве, како тренер, твоја оценка, имаме ли таленти во овој спорт? Во моментот имаме, можам да кажам, дека едно млади перспективни 3 до 4 деца покрај Ставре Јада, кој што е најдобар, и имаме 3 до 4 девојчиња на возраст 11-12 години, кои што докажаја овие надпревари кои што беа во Крушево, дека се спремни и дека можат да одговорат и сакаат да се занимаваат со овој спорт. Која е идеалната возраст да се започне со овој спорт? 10 години, 9 до 10 години е идеалната, исто како во скијањето. Јас, например, многу луѓе ме прашуваат кои се идеалните години за започнување општо да скијат. Јас кажувам, значи, 8 до 9, затоа што на таа возраст можеш да комуницираш со децата, да те послушаат, да имаш диалог, да имаш комуникација меѓусебно, да му кажеш техника, тактика, се. Ајде сега малку за условите кај нас за развивање на ово. Како ги нарекувате, стази, патеки? Патека. Патека. Да. Како стоиме со патеки за овој спорт? Во моментов имаме само една патека и ја користиме во зимскиот период на Маврово, тоа е Мирна долина, со хомологација, пријавена во интернационалната ФИС Унија. Други услови во моментот за во летен период, летниот период е полесен, затоа што ни треба само да имаме добар асфалт, нов асфалт, да не е со дупки, да не е рапав. Тоа, сите што се качеле, знаеме, не само тоа, камчиња знаат проблем да направат. Се чистат ли предходно некако пред да возат? Как може некако да се подготвуваат? Се подготвуваат само лагерите внатре, кои што собираат прашина и нечистоти од самиот асфалт. Но... А асфалтот каков е, таков е се тоа? Да, затоа претежно гледаме да организираме надпревари и тренинг онаму каде што е добар асфалтот, односно нов, да не е рапав, да нема дупки, затоа што силиконски се тркалцата кои што ги користиме и многу лесно можат да се оштетат. Ајде сега да преминеме, имаме и материјали за купот што се одржа овој викенд во Крушево. Ќе почнеме од зошто Крушево? Крушево затоа што Крушево е базата на овој спорт. Значи сите најдобри надпреварувачи биле од Крушево. Станува збор за меѓународен надпревар. Куп, кој се учествуваше? Учествуваја од Казахстан, имавме гости, имавме од Грција, од Бугарија, исто така и нашата земја, Македонија. Имаше одзив, така? Имавме околу 30 надпреварувачи. Морам да кажам дека според мене одзивот беше мал. Зошто? Затоа што оваа година е предолимписка сезона, каде што сите надпреварувачи тактизираат и се спремаат за олимписката сезона, која ќе трае 2,5 години, за да се спремат. Знаеш, тука е малку сега меѓупростор некако му дошла оваа година. Но вие тоа го предвидовте, знаевте, предпоставувам. Апсолутно да, но сакаме да ја задржиме традицијата. Значи по 7 пат оваа година го организиравме ролер ФИС надпреварот, Тоше Проески. Би сакале тоа да го негуваме, да биде традиција која што ќе се одржува секоја година и постојано ќе прераснува како традиција за градот и за нашата поп-икона Тоше Проески. Еве, ние веќе гледаме некои од материјалите. Кои категории беа?
По возраст се ви бе поделени, така? Да, имаме машки и женски, тука машките и женските не ги разликуваме со добивањето на ФИС код или ФИС бројка. Секој надпреварувач се надпреварува, значи во мажи и во жени, не може, тука не ги делиме и имаме children надпревари, деца, U10, U12 и U14. U10 значи надпреварувачи до 10 години, U12 до 12 години и U14 до 14 години. Тука ги делиме на 2 години разлика. Имавме кај децата, како што кажав на почеток, нашите надпреварувачи беа доминантни и успеа да земат добри места, односно бевме први на 3 километри во машка конкуренција, девојките беа прво и трето место, значи на 2 километри и прво место имавме во категоријата на 2 километри мажи. Добро, сега, предпоставам во овој спорт конкретно особено голема предност има домашниот терен, затоа што надпреварувачите многу подобро ги познаваат патеките отколку гостите, така? Апсолутно, како во секој спорт, така. Имаш тука навивање, имаш поддршка, имаш значи целокупна организација која стои зад спортистот. Кога сме кај навивањето, како реагира публиката? Па можам да кажам дека бевме задоволни, бидејќи беше продолжен викенд, во Крушево беше многу убаво времето, сончево, Крушево е туристичко место, имаше многу туристи, доваѓаја и на патеката, ги бодреа без разлика, не само нашите спортисти, сите спортисти беа воодушевени од надпреварот, од организацијата. Имаме многу добри пофалби од техничкиот делегат Катерина Цири од Грција. Таја едноставно кажа дека ова е на ранг на организација на светски куп. Одлично. Главен организатор беше клубот Ски Нордиск. Главен организатор е Скијачката федерација, техничка поддршка има Ски Нордиски, значи техничка поддршка околу организацијата. Се започна пред спомен куќата на Тоше Проевски во петокот, чинам, така? Да, во петокот во 19 часот гостини беа благодарност голема до градоначалникот Томе Христоски на општината и председател на Скијачката федерација. Положивме цвеќе на гробот на Тоше. Потоа имавме свечено отварање пред спомен куќата и од тука свечено го отвори градоначалникот и од тука се започна. Завршивме во недела во паркот во центарот на Крушево, каде што имавме доделување на наградите. Бевме задоволни, беа многу воодушевени од самото градче Крушево, од инфраструктурата, од историјата, гостите од Грција, од Бугарија, користеа максимално тие 2 дена да се одморат, да видат, да го истражат Крушево. Бочес, многу ти благодарам. За самиот крај ќе те запрашам уште што е следно. Сега ова заврши успешно, за среќа. Следно е утре патуваме за Грција, па се упатуваме после во Пониква исто така организираме надпревар и после одиме во Бугарија. Но сега по кој повод? Во Пониква, значи, традиционално започнуваме втора година да го организираме, а иначе овие надпревари се на календарот на ФИС Интернационалната федерација. Веќе ова ние период надпреварувачки во летната сезона. После одмараме 2 месеци, па почнуваме за зимскиот. Јас сакам сега на самиот крај да ви доделаме од организаторот една благодарница до Алфа телевизија, која несебично не поддржува секогаш и за спортот и како надпреварувачи кои што имаат, да.
Да, ти благодарам многу, Борчова. Ветувам дека ќе биде врамено. Следниот пат кога ќе дојдеш во Алфа телевизија, ќе го видиш закачено во фоајето. Секако дека поддржуваме вакви, дали може да кажам необични спортови? Како ти би го нарекол овој спорт? Необичен, непопуларен спорт. Кој што со наша помош и со ваша организација се надеваме дека ќе стане популарен спорт. Ви благодариме на поддршката. Благодарам уште еднаш, Борче, ви посакувам многу успеси, а ние продолжуваме понатаму со најновите вести на Алфа телевизија. Време е веќе и за нашата втора денешна тема. Малку ја начнавме и во првиот дел при првата тема, а тоа е новата реформска мерка која што се воведува во здравството, со која терапијата за хроничните болести, кои што досега може да ги препишуваат само специјалистите, од сега понатаму ќе можат и матичните лекари. Прашањето е дали сметате дека оваа мерка ќе им олесни на пациентите за да дојдат до својата терапија, ќе им го скрати патот по лавиринтите, ете така да кажеме. Добро утро му посакувам на следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Па, мислам дека никакви промени од ова власт не очекувам, ништо добро не очекувам, пошто се покажале тие 80 години дека се уништувачи нова наша македонска држава и народ, обезличуваат, предаваат, крадат, продаваат. Мислам на толку се вошливи тие работи, што и тие кои гласале за нив, гледаме во денешна емисија, еден изигруваше безгрешен, па кажа дека тој ни кажал и тој знаел дека треба стечаен управник на Македонија. Тој секој ден ги брани во сите криминали, во сите предавства, во сите злодела што ги прават, кога живи деца горат во 45 во автобус со нивните млади татковци, мајки, пациенти горат живи, пациенти умират за лекарства и тој се прави паметен, а тој ги брани. Тој ги брани 7 години, ги брани секој ден. И за тој се прави паметен, ама знаете, јас ви кажав и треба на Македонија стечаен управник. А без со Груевски, со ВМРО, не ни требаше стечаен управник. Имавме развој, фабрики, индустрија, автопати, булевари, болници во Штип, клинички центар. Ама се стопиравте, се блокиравте. Имаше пари за повеќе детни семејства, имаше пари за учебници, за книги, за училишта, реновирање, за 150 нови комбиња за брза помош. Тега се запали вчера, добро е спалемо на Бога што не изгоре жив пациентот во тоа комбе. ВМРО, ако не купеше 150 нови комбиња, таму некаде 30 години, 12 колку има тогаш, че ги носевме нарамо болните во Скопје од Битола, Прилеп, Штип, Струмица. Што направија добро овие? И некој се прави паметен што ги поддржува, ама знаете, јас ви кажав, и треба на Македонија, тече дома да си прогласиш дека и предавник и уништувач на Македонија. А Македонија има луѓе способни, честни, патриоти кои ја воздигнувале Македонија, економски, културно-политички. Че го цитирам, Вучич кажа дека додека беше Груевски ВМРО на власт, беа многу способна влада. Ниту една фабрика, инвестиција странска не можевме во Србија да ја донесиме. Се одеше во Македонија, многу способен Груевски, амбициозен, со знаење. И таа Србија го повика Груевски за советник на српска влада. А овде го мразеа и се уште го мразат некои. Се го донесо на заед, да сотри језде, да уништи се. Тука малче ќе реплицирам, еден спомна будалетинки, ние кои сакаме македонски деца да пеат на македонски. Значи, а па друг еден кажа дека македонци антички биле власти. Како бе може да бидат наши македонци предци да бидат грци, па сега и власти? Само ние како македонци не можеме да бидеме македонци во континуитет. И тој истиот, ќе молам искрена режија нека не ме исклучува, пошто Липчо збруваше минута фаза сигурно од овие 3 минути. А јас се бранам Македонија, македонски. Бранам ваши деца мои немат, ваши деца бранам. Сега тој кажа дека наши македонци предци биле власти. Кој фалсификат, толку докази, крв испитана во и докажана гени наши македонски, генерација денешна македонска, во Мадрид и во
Швейцарија докажа дека сме генерација македонци сегашна која има над 30%, најголем процент на гени на древни македонци. Ви благодарам, Тале, на јавувањето да во врска со навредите што беа упатени и јас го опоменав гледачот дека такви зборови се недозволиви во една емисија. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Добро утро, секое утро, Искра. Добро утро. Како и секогаш поздрав до сите наши македонци во диаспората, во егејскиот, теренскиот и предспанскиот дел на Република Македонија. Едно нешто што ме изиритира што се јавив. Мислев да отстапам место и простор вака на други некои нови луѓе што ќе се јават, меѓутоа ме изиритира за пензиите господава од власта. Значи, кога нешто има зорт, па нешто треба да го подмачкаат пензионерот, и на 25 и на 26 ќе си дадат пензија. А сега господата на 1 септември, што е казна е за пензионерите, па една порака мои водители на оваа наша држава, нелегитимни и од народот не избрани како влада. Пензионерот може без леп. Не може без држава, без татковина, без историја, без идентитет. Значи, ке го издржиме и ова сега што ни го прават. Не на 1, нека дадат и на 10 ако треба. Значи, за нив може се, а еве сега да ги казниме пензионерчињава, бедните душички, на 1 ќе земат, а? Мислите дека е намерно, тенденциозно тоа? Што? Па сигурно е така. Мислете, не. Ајде да се вратиме Искра малце назад, која имаше нешто леле густо, треба нешто ова да се направи, тоа уште на 25, на 26, па дури ние, леле, шо им стана на овие што направија, сега 1 септември. Не дека нема пари, него чекај да видите како ќе преживеете. Абе, мене водичка ми треба, само и воздух чист, македонски, а не нивни предавнички. И извини, вака без напад на вака натака, првата тема не ја знам која беше. Првата се однесува на изјавата на Макрон дека на ЕУ, на Европската унија се неопходни реформи и дали со таа изјава всушност се урна бајките што ни ги продава оваа влада за брз влез во Европската унија. Можам да кажам нешто? Се удри еден добар мур што доживотно нема веќе да се влезе. Мур, да, тоа е печат убав, оној знае со восок црвен, па печат кој ќе ти стават она од железцето со иницијали на Европска унија, дека никогаш повеќе со оние црвено-бели плави лентички на времето во комунизмот, нели ќе се топи тоа црвениот восок и кој ќе ти удрат еден мур и они кој ќе сакаат тоа ќе го направат, ќе го искршат тоа, до тогаш не смее ништо да се отвори. Што значи јасно и гласно, народе македонски, влез во Европска унија никогаш. Кога не сакаат они веќе да се прошират, па сега ние ќе ни продаваат басни, еве сега ќе ве примиме. Тоа е веќе пупу не важи, минато завршено време. Дајте сега да се обрнеме на ова другово. Предвремени избори подхитно. Кој ќе победи, ќе видиме. Па и тие ако не заслужат, и тие ќе бидат соборени. Не е важно дали ќе има пензија или не, е важно да имаме добра влада која ќе не води напред и да се има парче леп. Фала многу, Искра, и се најубаво, пријатно. Ви благодарам и јас вам на јавувањето да ова врска со пензиите утрово и јас прочитав и не ми беше јасно зошто тоа се случува. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Искра. Добро утро, Божа. Нека свети Искра, нека ни даде волја за живот. Нека трепка. Нека трепка, не да трепка, да стија. Ако трепка, ќе отидеме еден по еден. Си играат со даска кобачката со глупчето кој ќе го пати. Тоа ти е нашиот народ е научен да трпи, затоа Трајче, Трпана, овие беа добри, Ванчо Петрушевски, многу добри хумори дава, поучни, ама ние не ги сваќавме за да ги поучиме, него се смеевме, мислевме дека е тоа смешка. Сега таа смешка е голема грешка што се да метапе на нас. На пензионерите доста ни е што они ќе јадат, а ние ќе гледаме. Доста ни е што они ќе земат големи плати, а ние минимални. Ништо не е вечно.
И ние ќе преживееме, и они ќе преживеат, само што они живеат луксузен живот, а ние се бориме за животот. На господинот премиер платата и мојата плата која ќе ги земеш, просек се дојде 50 и нешто илјади. Па јас имам 50 и нешто илјади, значи примања на папирце запишано. А колку трошам, тоа се знае колку еден пензионер троши. Што ќе му повеќе од 10.000 денари. Вчера бев на пазар зелен, отидов некако да се одвлечкам, пошто научена жената да си направи компотче, да си направи нешто, знаеш, познато ти е тоа. И со една пријателка отидов, што да видам јадни, вика, че 30 нешто години сум работел, а што имам, ја и жената имаме 30 нешто илјади да ни стасуваат, викат, они имало се, ја не знам за тоа, да се запишеш колку примања имаш да ти дадат социјална помош. Па за сите ли че ни даваат социјална помош? Оваа држава ви е само социјална. Зашто они за нив се дадува социјална помош? Зошто они да имаат толку високи примања, а ние социјална помош? Вика, вие имате 2 пензии, не ви следува. Они имаат 2 пензии, 30.000. Некој има една пензија, 35.000. Па дај му на тој што има 30 на 35, дај му нешто дека се залаже за сладолед да си купи кога шета из парк и да си има и он. А ова ништо никој не перма за живи дека сме искра. Да ти кажам, толку сум разочарана и од државата, и од народот. Сите, народов, ова само кукаме нема и пак не сме сложни. Уместо да сме сложни, да застанеме сите, они идат така, ние контради. Они се сакат да блокираат. Дојди блокирај главните патишта во Скопје на господата да не можат да се возат, никаде да мрдат од ова. Нека седат цел ден, 2-3 дена, нека седат во собрание ни дома, да не отидат па ќе видат како е. Дали ќе се освестат еднашка за народот или се уште ќе не малтретираат ко да сме заморчи на некој. Греота и жална е сликата која ќе погледнеш народот, иде на пазар, се шета, застанав искра, гледам пун пазарот, срцето мислам ми се расплаче. Поминуваат, само ќе праша и продолжуваат. Никој ништо не може да купи од обичниот граѓани, а тие не можеш да ги видиш, од им носат се готово во канцеларии, се взимаат и пактичен најубав, и краставица. Ти ќе земаш оние краставици што се по 4-5 дена на пазарот, што ги прскаат со вода, која ќе направи салата, нема никаков вкус. Ама што ќе правиш? Ефтиното месо, викаат и кучињата не го јадат, а ние најефтиното го јадеме. Пала Искра, има Ви благодарам и јас вам, Божа, на јавувањето. Еве, бевте како репортер од пазарчињата, ние доловивте сликата. Да, затоа се полни преполни, што не може секој да купи. Добро утро за следниот гледач, поверите о програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав од Струмица. Поздрав и до вас. Тоа од убавата Струмица. Убавата. Не смеам да кажам најубавата, ќе се навреди некој друг, убавата ќе кажеме, да. Да. Искра, се воодушевувам кога слушам да кажа на сите тие неразберани гледачите и очи критикуват, што лажни вести шират, лажни пропаганди, го лепна во улицето и делки нема да и текне веќе да хлоп да јаат бурек да зет. Значи, за тоа ли па са гледачите поне. И некои гледачи такви, а некои за ефтини пари ги плаќа да шират антимакедонска пропаганда. Таа ден изиграва голем бугарин, а нема вртски живот. Вртски. Мојот дедо е пишен, дедо Гоне Јанков, е роден од Богородица, ројден е за време турско. Кога биде ти битките, знаеш. За време турско. Не слушам би. Многу слабо. Ако може погласно да ве пуштат, ќе биде подобро. Се надам дека пушти погласно. Значи се воодушевам кога сега се слушали. Да. Значи се воодушевам кога гледам добри млади деца, да кажеме, како Талија,
тук тие госпожите, паметни дами, што тие ја бранат Македонија. Обичните луѓе, обичните луѓе. А тие политичарите, само е искрено набутено, само предавници, гниди разсипани, на мене се падна тие, нема да им дадат еден ден да живее. Ако можел, мојот дедо Гоне Јанков, на Леонид Јанков, прв што бил у Исачета, ако можел он да ги ликвидира тие Игнаци Чуми за време турско, а јас имам право во Македонско, зашто да ме разсипават македонската честа држава и чест македонски. Значи, така е част е гордеем, гледачи чести. А тие ли тај ден вика, власти биде Александър Македонски, Македонски. Мръска нема. Кој го плаќа и тај луѓе? Па нема, власти биде. Тај вика Бугари биде. За Бугари. И това нема връзка. Како, кој ги плаќа во ново време во слободна Македонија, во независна, се појавят такви нечестници да пуштат такви лажни пропаганди, да го лажат честот македонски народ. Срамота, ама тие не срамуват. Нема стран тие. Тие ако имат стран, нема да правят лоши работи. Ај што има стран, лоши не прави. Ви благодарам на јавувањето, поздрав и до вас и до убавата Струмица. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро, Искра. Добро утро. Отецка Фимка ме позна. Како не? Вие Вие ме познавте? Како не? Да, бевме со тетиратка, ама баш не те видова, ама посебно ќе си дојдеме еден ден така. Да, си дојдете. Да се поседеме малте там, водичка, лаза се напиме, тука си поседеме. Секако. Не дојда Сузе и Слободанка, па си се поздравиме. Абе, многу, не сум за вас, ве видов една пат пред некои години, многу сте ми побави во живот како вака на воа телевизорот. До камерманите ич не ги бива. Поздрав до гледачот Струмица, мило ми е што по него добив. Убаво си каже, да се малце ние потивкаме, јас си викам како тебе некој пат е на високо. Што е сигурно, сигурно е. Да не чујат сите. Да не чујат сите. Да. Абе да си кажеме нешто убаво. Се го поздравувам Тале, ама секој пут со негативно. Бе, кажи убаво, вчера бил во Паланка, рече, еве убаво. А ние вчера си беме со Радке пријателката, што беме кај вас во телевизија, кај Милка на Слава и беше Богородици и со Наде, па си се сликаме, се снимаме, си се смееме, кажеме некои убави зборови. Навистина ние пензионерите викаме, не сме задоволни, како што кажа Боже, ја поздраваме, не знам, добро бе, викам, ние пензионерите така и така, еве малце така, навистина ни треба, нас обоше све, ни треба, не викам да не. Ама сега, ќе си земе по 2-3 праски, по 2-3 така нешто, јабучиња, па ќе си ги поделкаме, ќе си касаме по малце нешто. А за ова се знае, сега 6% ако ни поклачат, па немаме кај да ги трошеме, многу ќе ни биде, знаеш како е? Ама на нас нека ни бидат многу, на тие што имат големи пензии, малку нека е. Ама да ти кажам право за ова, за лекарите сега, дека не знам, мислам дека пофино ќе ни биде со нашите општи лекари, да не препраќат овдека, ондека, како ние старите пензионери, кој можеме повеќе, кој не, потешко малце. Искра, све најдобро, секој пut Слободанка ја слушам, па секој пut позитивна, па сега што да кажеме, пубо кажи некој збор позитивен, отколку негативен. А како што ние све ни е негативно, па сега ние да се бидеме позитивни, убаво да си кажеме, така е живото. За вас да сте живи и здрави сите младите ние и вчера си правиме со пријателките. Ние колку толку сме проживеле, за вас младите, за моите унуци и за сите паравници, вие што дочекавте ова, никад не било за овие години, 77 сум кажала, ама ваква криза и овакво па немало.
Поздрав за сите, поздрав. Живи, здрави, весели, поздрав. Поздрав, Цветка Фимка, ви благодарам на јавувањето. Поздрав и до вашите пријателки, ако добро запамтив, Радка, Наде и Милка. Ако сум погрешила, ќе ме коригирате идниот пат. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Хвала Богу, што ме уклучи. А да кажеме нешто, Арно, што има Арно да кажеме? Пензионерите и казна и осудие, Богоројта беше, визит имаше, слави имаше, што ќе јадет, корење, и што да се радуваме и што да се пофалиме. А за Макрон, она е ладен ту за Македонија. Тој не осуди со Бугариве што прифатие неговиот предлог. И Македонија ќе влези во Европска унија на свети никога. Или со последните веќе ако истрам, или нема никој пат да ви. Само да не брзат ова власт, да мени се што треба, а ние после ќе си седиме со прстот в уста. Се менавне, што така е туште, да се застраме. Македонците нека се удрет од зидон, нека му текни што прават со македонскиот народ. Со чистите македонци, македонскиот немци. Сите што живеат во Македонија, македонците. А по нација тоа си е башка еса. Да се застраме. Казна е пензионерите, пак нека се тупајат во гради за ова власт. Срамна. Не зна ни друго ништо да кажа, мислам. Доволно е Искра, што е слушнавме, здрави, живи да видиме, тоа е најважното. Ви благодарам многу на јавувањето, да, најважно здрави, живи, а убаво би било и богати да бидеме, ама ајде, да не бараме премногу. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Дали сме доволно гласни? Да, секако. Добро. Значи вака, за оваа тема за Макрон или воопшто за ЕУ. Видете, освен неговата изјава, ако се сеќавате, има уште еден коментар на негов член од владата и има на европскиот представник. Тоа значи дека тоа е политика. Него јас да ви кажам искрено, Искра, ја и нас има многу квази политичари. И во тоа во парламент што се случува и сето тоа околу. Како ги нарекуваат политиканти. Така, тоа е вистинскиот збор. Значи, тие сега немаат појма од политика. Тој никош нема да ти каже на што треба. Значи, битно е кај иде насоката. Ние сме рекли за ЕУ. Меѓутоа, видите, ми се чини дека овие нашиве сега, што така зборуваат, вика да не влегуваме сега во ЕУ, и гледачи и политичари овие квази. Вика, ама да се организираме ние како Европа, па да влеземе. Па што ќе ни Европа тогаш? Па ние ќе си бидеме Швајцарија на Балканите. Не ни треба Европа. Али времето покажа, а и целта на влезот во преговорите со ЕУ е за токму за тие реформи. Значи, ние нема сами да направиме, се гледа тоа 30 години назад. Таму има, како да речам, не присила, него преговорите ве условуваат. И вие вика 30 година, па не се знае, тоа е предпоставка. Ако вие ги извршите тие промени со кластерите, односно во рамката, може би, може и порано, може и покасно, може и никад. Ме разбирате? Значи, сепак таа работа треба да се разјасни, ама ние треба да си видиме искрени и вака да си погледаме малце во очи. Разбирате? Ме слушате? Да. Ние не сакаме во Европа. Зошто? Па таму нема диви пазари, нема сива економија на црно, нема неплаќање данок, нема неплаќање казна и така натаму. Сите знаат како изгледа во Европа. Па зошто сега ние да си го расипеме кејфот овдека и на крај ќе кажем ова, мислам јасна е поентата што сакам да кажам. Испаѓа дека овој народ овде што се јавува и што действува, не сака да влезе во ЕУ. И само вика, на свети никад ќе влеземе. Па има црвите на изрека, вика, шта е бави мило, тоа е се и снило. Ме разбирате? Благодарам. Да.
антиевропски настроени, така се етикетирани тие кои што не се согласуваат со начинов на кој што би требало да влеземе, ако влеземе, како што рековте. Добро утро за следниот гледач. Поверите, програма сте. Добро утро. Добро утро. Ќе се обидам да бидам смирена. Добро. Дали изјава на Макрон за реформите ги урна бајките? Не, нема да ги урне. Бидејќи ништо друго немаат. Тоа им е основна мантра. За, како што рековте пред малку, за тендери, за непотизам. Секогаш да се разбереме, со моите 76 години, кога ќе си го вратам животот назад, секогаш имало непотизам. Меѓутоа, на оваков транспарентен начин, да. Никогаш немало. Никогаш немало и како што кажа господја Роска или господја некоја друга, ваква ситуација во целиот живот не сум доживеала. Во понеделникот бев во црквата Света Богородица. И покрај тоа што се гладни луѓето, пензионерите се само налепина вода, имаше некое смирение, некоја духовна возвишеност затоа што се во црква. После тоа имав потреба да одам во Вероџамбо, бидејќи само тие работат, нели? И среќавам господјата што е министерка, не сакам да го спомнам името, се шета низ Веро, маркетот, ова за добро владение што е министерката. Сега господја Ровска вика да ја ли е срам. Не е срам. Случка и покрај моето домашно воспитување, притисокот кога ја видов ми се качи 200, и викам како не ти е срам да се шеташ овдека. Меѓу луѓето. Така и реков. Таа само ме погледна оштро и ме негира. Меѓутоа, господја до неја што седи на касата и вели, немој така да и се обраќате, ова е маркет, токму дека е маркет ќе и се обратам, бидејќи се дебело кости, не слушаат, колку ни е тешко. Ајде да ја упоредиме незината плата и мојата пензија. Зошто ја зима таа плата? Ај некој министер да кажеме дека 5% од тоа што ја зима платата работи, а таа зашто ја зима? Зашто ја зима? И после тоа таа господја отиде да и се извини затоа што јас така сум постапила. А таа вика, до мене тоа не допира, може све што да каже. Затоа македонецот нема да го биде. Тале што бара и сите други ваши гледачи да се соединиме. Не јас да се карам со неа, а другата господја да ја брани. Која е таа логика? Која е таа логика? Ништо да се извинува во ваше име, не сте малолетна, па да се... Апсолутно, апсолутно. Што се прави? Дека е поинтелигентна, дека е попаметна? Или де од позиција на сила, дека нејзината пензија е голема? И јас се кажам, нема човечко во владата. Нема. Или за овие што ни ги кажуваат бајките. Нема човештина. Многу ви благодарам, Искра. И јас ви благодарам на јавувањето. Штета што ете покрај тоа што имаме уплав од цените во самопослугите, па затоа ги избегнуваме. Сега ќе ги избегнуваме, еве и да не наидеме на некој што не сакаме да го видиме. Може би токму тоа е проблемот што, како што рекла дотичната, до неа ништо не допира, може да зборувате што сакате. Добро утро за следниот и најверојатно последниот гледач за оваа емисија. Повелете, со вас ја завршуваме емисијата. Добро утро и благодарам, Искра. Добро утро. Ми се случува неколку пати вака да бидам последна пред вестите, така да ќе бидам и кратка, нема многу да се задржам. Ги поздравувам сите гледачи, на вистина се што кажа си држи вода, но сега гледачката ми отвори една мисла ми даде, само едно пропуштила. Нормално дека во тие моменти човек не може на се да му текне. Јас повеќе
сум револтирана на таа касиерка, што требало да ја рече, па сега нејзе наплати и го дупло зејтинот од мене и ред други производи што ги земала. Да, само дупло. Дупло наплатете и. Не е иста цена, зашто иста цена е за двете, но немаме исти примања. Така да ја поздравувам гледачката и јас да сум била на нејзино место, немало да премолчам, ќе си го кажам, за да ми олесни. Така јас што се јавувам, ми олесува на душа и денот после ми бива полесен и поубав тоа што имам да го кажам. А не само моje мислење, ние тука јатарви пријателки, исти мислења имаме, па ја ги пренесувам и нивните коментари. Во врска со пензија на први, како што кажа и други, нека дадат и на први, камо да има да дава, зашто еден ден може ќе помине и први, па нема да дадат, како што тргнала работата, така да ништо ново и неочекувано од оваа влада. А за Макрон и за ЕУ, нема да трошиме време, зашто многу години ќе треба да живееме за да можеме да коментираме и да се надеваме дека еден ден ќе влеземе во Европска Унија. Убав ден ви посакувам и поздрав до гледачите и до вас. Ви благодарам и јас вам на јавувањето. Да, обично психолозите препорачуваат кога е човек нервозен да отиде на планина и гласно да вика, но еве еден предлог за нова дисциплина да се вика по политичари во самопослуга. Ви благодарам на сите кои што ова утро бевте со нас. Останете со програмата на Алфа телевизија, следуваат најновите вести.